Да, како што најавивме, минути за најновите информации, односно анализа за оние настани кои што се во фокусот денеска од регионот и од светот. Токму затоа е со нас редовно нашиот колега Дејан Андоновиќ. Исто така, почитувани, гледате, ќе има сепак помал број на минути, меѓутоа и може да дадете ваш став или коментари во однос на случувањата кои што повторно имаме темата со жолтите елеци, протестите во Франција, но на Дејан што исто така е денеска главно дека малку можеби реторичко, нели, ја поставивме темава, освен жолтите и се закануваат и сините елеци, а тоа значи протести на полицајците, полицијата можеби. Да, Франција покрај 5-неделните жестоки судири и протести на жолтите елеци кои протестираа, нели, за зголемувањето на даноците, но подоцна почна и со други барања и се заканува и нов протест овој пат од така наречените сини елеци. Се работи за најавата на двата француски полициски синдикати, кои и се заканија на владата на Макрон дека ќе излезат на улиците на Париз и ќе протестираат поради одлуката, односно поради одлуката на владата на Франција да не им излезе во пресред на нивните барања кои според нив им следуваат, а тоа не е исплата на прекувремените работни часови кои полицијата имаше изминатите 5 недели за време на протестите со жолтите елеци. Нели бевме сведоци дека тие 5 недели се на улиците, се обидуваат да го задржат јавниот ред и мир, имаат прекувремени работни часови, но владата на Франција тоа не им го исплаќа. Дополнително, да кажам, иритирање на синдикатите и на полицајците во Франција дојде одлуката на Макрон, кој во обид да ги намали тие, нели, барања и тие нервози кај полицајците, излезе со закон со кој на сите 110.000 полицајци во Франција кои беа ангажирани изминатите 5 недели, ќе им биде доделен бонус од 300 евра, што на некој начин нив ги навреди, бидејќи 300 евра за Франција не се ништо. Во изјавата на представниците на францускиот полициски синдикат, односно двата синдикати, изјавија дека тие не се роба за продавање, дека не може да ги подкупат со толку малку пари, туку бараат сите работни часови кои се голем број на работни часови, во анализите дури не се ни објавуваат колку се, да бидат исплатени, бидејќи во спротивно полицијата ќе излезе на штрајк, ќе прекине да ги ќе им се приклучи на жолтите елеци, условно речено, особено што и жолтите елеци се и понатаму активни. Синоќ имавме запоседнување на над 40 наплатни рампи низ Франција, дури имаше и пожари, така да тие се активни, ние можеби не ги објавуваме, меѓутоа тие секојдневно жолтите елеци низ Франција прават протест. Иако можеби во претходните анализи, бар минатата или пред таа недела, многу побројни, пожестоки беа реакциите во однос на протестите и анализиравме. Тука некако можеби се доби впечаток во нашата јавност дека за таја се протестираше, меѓутоа не со толков број. Значи, протестите низ Европа се шират и сите тие протести се врз основа на незадоволството на граѓаните од стандардот, но еве ќе ги поврзам и во Унгарија и во Франција има големи протести, причина е неисплаќањето на прекувремените работни часови. Имаме протести во Унгарија, нели? Да, збор 2 и за 2. Во Унгарија Виктор Орбан се соочува исто како и Макрон за прв пат во својата политичка кариера, за разлика од Макрон кој е година и нешто. Виктор Орбан 8 години владее со Унгарија, но прв пат има сериозни проблеми со протести низ улиците. Причина таму е исто така прекувремени часови, имено владата на Орбан донесе закон работодавачите да можат да бараат од вработените прекувремени работни часови, а при тоа да не бидат платени. Тоа направи огромен револт кај граѓаните, особено таа одлука на Орбан доаѓа бидејќи малце иронично. Унгарија има голема стапка на невработеност, има 100.000 слободни работни места, но нема доволно работна сила. Меѓународните големи компании кои имаат инвестирано во Унгарија ја условуваат унгарската влада да има доволно работна сила, бидејќи во спротивно ќе се повлечат од Унгарија. А зошто велам иронично? Иронично бидејќи токму Орбан не дозволуваше мигрантите да дојдат во Унгарија, а сега се соочува со недостиг на работна сила. Колку толку е времето. Да,
кратко, меѓутоа да, имавме прилика од колегата Андоновиќ да слушнеме кои се најновите моменти поврзани со протестите во Франција. Според најавите можно еве проширување да и на сините елеци. Останува да видиме, секако ќе анализираме, ќе го следиме развојот на настаните. Ние со колегата Чаловски овој блог го заокружуваме, почитувани, за кратко следуваат вестите секако во 16 часот со колешката Елена Џогуманова. Со нас се гледаме малку подоцна повторно.